Благодарам, почитуван председател со комисијата. Се јави за реплика, за да доразчистиме некои работи. Имено, почитувана председателке, вие го коментиравте мојот говор во делот кога кажав дека нема финал. И нормално дадовте осврт дека Државната комисија за спречување на корупција се труди максимално во рамки на својот буџет, на своите капацитети, на поставеноста, на законските прописи и регулативи, дека тоа што го во суштина правите е тоа што максимум може да се очекува од таа комисија. Рековте дека генерално кога ќе поднесете, да речеме, за висока корупција одредена представка и дека таа кога ќе заврши во рамки на јавното обвинителство, дека тука вашата генерално работа од законски аспект завршува и дека ако не идете на ЦИД, тоа е тоа што вие генерално можете да го сработите и дека нормално одите понатаму, секојдневно сте ажурни, обработувате предмети, нови состојби, нови наоди, нови представки и така натаму. И тоа е тоа што и јас го констатирав. Дека во суштина, во однос на корупцијата се ствара еден хаос. Многу предмети, многу представки, многу коментари. Не е спорно дека имаме и медиумска покриеност на тие настани. Се одважуваат медиумите, има соодветни прилози, има дебатни емисии, има новинарски наоди. Дел од вашите наоди се пренесуваат на тие медиуми. Меѓутоа, повторно ќе го потенцирам тоа што го кажав. Секоја чудо за 3 дена во оваа држава. Ќе излезе на медиумите, ќе се стави предметот во фиока и толку. Тука ни е проблемот. Тука немаме решение. Тој предмет ќе го заборавиме со новите предмети. И тука ја барам таа методологија како да ја најдеме во текот на овој мандат, во текот на било кој нареден мандат, да најдеме механизми. Ако веќе вие сте сепак институција и сте убедени во тоа што го работите, а наидувате на ЦИД, тогаш мораме да најдеме бајпас решение да се помине ЦИДот. Без разлика што судската власт е посебна власт. И не сакаме ние, нити како пратеници, нити вие како Државна комисија за спречување на криминалот да се мешаме во работата на судството. Меѓутоа, кога ќе констатираме дека можеби и таму има соучесници во криминалот, можеби и таму некој го покрива криминалот, тука мораме да најдеме одговори. Затоа што на крајот на краиштата, целата борба, ако нема финале, нема смисла. Тогаш нити нашиот мандат како пратеници, нити вашиот мандат како Државна комисија за спречување на корупцијата ќе го исполни своето очекување. Тогаш имаме проблем со некоја друга власт која го штити криминал. И веќе гледаме дека отворено зборување на таа тема веќе не е баук во државата, меѓутоа сега е прашањето на кој начин тоа да го промениме. Затоа јас ви барам, понудете што ви треба на вас како законско решение, ние како собрание да изготвиме за тоа да го премостиме. Тој момент ни е битен. Затоа што констатирав во својот говор, на нас борбата со корупцијата почнува и завршува со високата корупција, со политиката. Ако тука не најдеме решение, целото друго е толку веќе обширно, толку е веќе проширено, толку е метастазирано, што ќе изгуби смисла. Што ако констатираме дека некој на патарината нема да земе да наплати или ќе констатираме дека некој
болничар земал мито или некаде сме барале врски за да завршиме некоја работа, сето тоа е факт, постои, меѓутоа не ја решаваме корупцијата. Затоа тука тој момент ми е како да го премостиме. Како да го најдеме решението на останатите власти, во оваа ситуација ние како законодавна власт, вие да ни помогнете да најдеме байпас решение што на вас ќе ви овозможат да се поставите во одредени ситуации да со механизми да можете да реагирате. Спомнавте, имате горем делокруг на активности. Отварате многу проблеми. Дискрециони овластувања. Сте работеле на урбанизам, сте работеле на проблематиката со избор и назначување на членови на управните одбори, на надзорните одбори, со интегритетот на носителите на јавни функции. Верувајте, за тоа да го имплементирате во ситуација кога констатираме дека има хаос, многу е тешко. Дури и невозможна мисија. Залудни ќе се обуки, работилници, семинари, тимбилдинзи, барање решение, залудни ќе се. Но ова ќе ви одговорам само со едно јавно соопштение на Соединетите Американски држави. Ке парафразирам, премногу пари инвестиравме во македонското судство за да имаме резултат нула. Официјална изјава на State Department. Значи, ние можеме колку сакаме да инвестираме во борбата, ама се уште немаме начин како да ја сопреме високата корупција. Без ресурси, дополнително таа борба ќе биде отежната. Ако веќе Соединетите Американски држави со ресурси, со сериозни пари, инвестираат директно во судството и гледаме дека преку ноќ, повторно, тие големи сили на моќ, од политички аспект, од аспект на корупција, повторно удираат и ќе ги сматат сите води. Зборувавме, да не се повторувам, нели, и за судскиот совет, и за советот на јавни обвинители, дури и таму веќе гледаме кланови, едни се за ова, едни се за она, иако се генерално од сите од еден центар на моќ делегирани и избрани. Со, нели, задршка, судиите си бираат одредени членови, меѓутоа и да не се лажеме, и таму има политика. Тоа што ви представува сега, и јас како го замислувам решението, генерална обврска согласно закон. Да речеме ова со анкетните листови. Имам чувство дека премногу енергија трошите на тоа. Тоа се решава со дигитализација. Ворете што инвестирате во програми, меѓутоа клучно ви е, ако сакате да го решите тоа, да побарате и јавно да инсистирате да бидете дел од дигитализацијата на државата, односно со едно ентер. Вие за здравко да знаете кој имот го има, кои трансакции ги направи, кои приходи ги имал, каде троше, што троши, каде троши, и ќе имате слика за одреден политичар. Верувајте, и тоа нема да даде некој конечен резултат, затоа што веќе и политичарите се мангупи. Не е наивен да прикаже имот на собствена сметка, затоа е добро, и меѓутоа многу посилно треба да инсистирате, кога имате оформени случаеви, да можете да проверувате имот и на шофер, и на обезбедување, и на партиски другари, и на кумови, и на старосватици, на сите. Тука е клучот. На крај краишта, чаршијата ќе ви каже каде е зајакот. Меѓутоа, тоа треба да се провери согласно закон, согласно методологија и да го постигнеме целта. Да ја постигнеме целта. Инаку, верувајте, многу наивно е
да очекувате политичар да направи таква грешка, огромни суми на пари, да ги прикаже досега тежел 50.000 евра, от утре треже 1 000 000 евра и 50.000 евра. Нека да ќе завршат тие пари. По шишиња, по не знам што, по торби, по Луи Вилтон и така натаму и така. И ги снемува. Кога ќе се најдат физички парите, ги снемува. Ја снема торбата. Тој е крив, тој е прав, торбата никаде не нема. А баш симпатична, нели и марка. Тоа што сакам дополнително да ви кажам, значи дигитализацијата ви го решува овој обемен дел што ви е согласно закон. Меѓутоа сериозна дигитализација. Значи да не губите време од една институција, друга институција, катастар за на крај на година да ви даде податоци. Во моментот да ви даде податоци. Ажурирани податоци да ви даде. До година веќе ви кажав, хаосот ќе направи тоа дело да има прашина 2 сантиметри. Околу методологијата, ако сакате барем на крај да постигнете каква таква реална борба, не ја успорувам работата, концентрирајте се на 2 до 5 предмети. Не дозволувајте повторно производ на тие високи кругови контролирани од корупцијата, да се занимавате со популизам. Народот сака популизам, народот сака одговори на популистички прашања. Меѓутоа, концентрирајте се онаму каде што имаме сериозни индиции на реален криминал. Одговорете и на популизмот, меѓутоа, повторно ќе потенцирам, повеќе од 2 до 5 предмети, тој обем на структура не може да изработи повеќе. Со финален ефект. Лично да сум јас за 2023 ви ги посочувам коридор 8 и 10. Обврзницата, јагленот и нафтата, врнејте се и поназад, еве и од наше време, Кичево Охрид. Не може тој пат да кошта 13 милиона евра. Не може. 15 милиона евра. Не може 20 милиона евра километар пат да троше. Чисто за вас. Целиот пат да е мост е 20 милиона евра. Ние имаме таму готови автопатишта, треба да се прошират, да се направат надвозници. Да не си играме, се знаат цените. Се знае цената на јагленот, се знае калоричната вредност, се знае дека загадуваме со неквалитетна нафта. Се знаат манипулациите во енергетската криза. Концентрирајте се на тие, концентрирајте се и на отворени предмети, нека ви даде и позицијата за нас, ако мислите дека треба да ги контролирате, за да видиме епилог. Знаеме, до јавно обвинителство ќе ве одбијат. Одете до амбасадите, повторно поднесете до јавно обвинителство, пак нека ве одбијат. Одете до меѓународните институции со истите предмети, приложејте ги доказите. Трет пат одете до јавното обвинителство со истиот предмет, нека ве одбијат. Тогаш ќе видиме сериозно, ќе мораме да отвориме и јавна дебата каде се грешките. И не може кога ќе излеземе на крај краишта и пред новинарите со готови докази тоа да се негира. Верувам дека и вие не верувате дека одреден началник и шоферот се криви за акција за ДЕА. Дека тие се главните сторители на делото. Не верувам дека и вие верувате дека шалтерските работници издаваат пасоши и се организиран систем и се јавуваат преку телефон со белосветски криминалци. Сето тоа на крај краишта ја урива државата. Не може борбата да заврши со жртвени играчи. Имам некој кој ја контролира таа работа. Да не должам,
Бидете упорни во тоа што го работите. Бидете на страната на борбата против корупцијата. Препознајте го дефокусот. Препознајте го дефокусот и држете отворени неколку предмети по ваш избор. Нека се и помали ако мислите дека ова се преголеми предмети, за да видиме финале. Воспротивно, ќе изгуби смислата на борбата со корупцијата. Вие велите, вие парламентот преземете, ние како 44 пратеници толку можеме, секогаш ќе не надгласуват. Велиме, вие преземете. На крај краишта, ако ниту ние како опозиција, ниту вие како Државна комисија за спречување на криминал не можеме да се бориме против тоа зло, актуелната корупција во високите кругови, тогаш мораме да дигнеме барем гласноста, за да народот на наредни избори побара структури кои ќе се борат со овие проблеми. Меѓутоа, тогаш веќе ќе биде повторно старата приказна една влада против претходната влада и повторно политичкиот памфлет. И повторно сме закаснале со еден мандат. Меѓутоа, нели, борбата со корупција е вечна, криминалците се секогаш чекор напред, наше е како општество да се бориме против таа корупција, ако не за друго, за да ги зачуваме барем и тие што останаа во државата. Верувајте, ситуацијата е многу лоша. Младите заминуваат не покрај екзистенционални и поради нефер шанси во општеството, а една од тие нефер шанси се корупцијата и криминал. Благодарам. Благодарам. Уште една реплика. Председателката на комисијата, повелете.